Добро утро уште еднаш, ако сега ни се придружувате, ова утринската програма на К3 Нов ден, вториот дел е пред нас, вообичајниот разговор со гостите, поинаква е поставата сега во студиото, како што кажав, ќе се дружиме со спортот број 1 во Македонија, со ракометот. По тој повод, 3 ракометни имиња од Куманово имаме овде со нас, тоа е најискусниот Миодраг Јовановски Црни, а тука си Александар Јанчич и Љубиша Димковски. Ќе ви посакам добро утро и благодарам што одвоивте време за нас овотро. Добро утро и на вас. Добро утро на вас. Ке зборуваме за ракометот, повторувам неколку пати, спортот кој што не прави гордие последниве сезони и во таа насока ќе ги поврземе со сите тие кумановски актуелности, а во таа насока ќе побараме еден прилог кој што го подготви колегата Маријан Стошевски, кој што зборува токму за тоа, за историјатот на кумановскиот ракомет. Машкиот ракомет во Куманово од своето постоење до денес остави голем траг во развојот на овој спорт, кој беше зачинет со големи успеси во изминатите децении. За машкиот ракомет во Куманово се зборувало уште многу одамна, кога на овие простори за прв пат почнала да се игра така наречената хазена, која представувала мал пандам на денешниот ракомет. Првите позначени мечеви се случувале на терените на незаборавниот спортски храм Соколана, кој представуваше единствен спортски капацитет за вакви надпреварувања. Во тој период на површина излезе првата генерација на ракометот, кој влеваше страв за противничките екипи, а воедно постигнуваше одлични резултати. Ке споменеме неколку имиња направени од постарата генерација: Трајановиќ, Марич, Вукас и другите, кои делува афирмативно на нивните наследници, кои ги имаше во се поголем број. Овие поедници во рамките на Македонија представува вистински пример за успешни резултати и дадоа голем придонес во севкупниот подем на ракометот во тие години. По нив следуваше нова генерација: Јовановски, Јосевски, Кимевски и другите, кои продолжија онаму каде што застана нивните претходници. Иако во скромни услови, бидејќи немаше покриена сала, овие поедници во Соколана импонираа со своите резултати. Во тој период на поранешна Југославија, ракометот со право можеме да кажеме дека беше еден од водечките спортови во Куманово. Имаше голем љубов и верба меѓу ракометарите, кои поривот го наоѓаа во големата почит еден кон друг, но и јавноста кој им даваше поддршка во нивните намери. По осамостоувањето на Македонија, успесите не застана, се роди уште една одлична генерација која својата круна ја доживеа во 1993 година, кога го освоија Купот на Македонија, што всушност представуваше најголем успех од постоењето на клубот Куманово. Генерацијата Миладиновски, Пучурица, Милосављевиќ, Волчевски, Кузмановски и другите ставија голем печат во севкупниот развој на Куманово. Мора да ги споменеме и Ивановски, Саздов, Кимевски, па потоа Клековски, Кипријановски, Милковски и другите кои во 90-тите години ја исполнуваат спортската сала во Куманово до последното место. Можеме да зборуваме уште многу за немерливиот придонес на машкиот ракомет во спортско Куманово, но едно е јасно: сите овие поедници споменати во текстот, но и другите кои не ги споменавме и до ден денеска го имаат заслуженото место во машкиот ракомет. Денеска ракометот во Куманово се наоѓа на крстопат. Ентузијастот Антонио Ивановски се обидува од петни жили да го крене напред, но соочен со огромни проблеми и тој размислува да се откаже. Тоа ќе биде најлошото сценарио кое се надеваме дека нема се случи. Веруваме и покрај се дека машкиот ракомет во Куманово ќе најде сили и ќе тргне по стапките на своите претходници. Ете така одлично како за подлога, уште еднаш ќе му заблагодарам на колегата Маријан Стошевски за тоа што се потруди и во кратки црти го објасни она за што ќе поразговараме во продолжение, пред се со наискусниот кој што е тука. Јовановски, ако не се лажам, и вашето име беше спомнато меѓу останатите, представници сте тука на повеќе генерации, меѓутоа вие како поискусен, еве ќе ни пренесете нешто што знаете вие од тоа пред вас, а секако најизворно од тоа од вашите почетоци на ракометот и историјатот воопшто. Па еве јас ќе ви кажам како во прилогот што беше. Историјата е светла, но сегашноста е тажна за ракометот во Куманово. Значи, ако гледаме, ако се вратиме назад во историјата, кумановскиот ракомет секогаш важел за еден од спортовите во Куманово број 1 и секогаш ја носел и движел спортската јавност во Куманово. Мора да напоменам дека женската екипа секогаш во бивша Југославија секогаш играла во втора сојузна лига, машката играше еднаш, значи женската екипа, мора тоа секогаш го напоменувам, дека женската екипа секогаш била поквалитетна од машката екипа во Куманово, бидејќи женскиот ракомет секогаш бил при врвот во Македонија. Да. Еден од 3 најдобри екипи во Македонија секогаш. А сега, за жал, сега тоа не е така, бидејќи Беа тие гости кај нас, се пласираа во Суперлига, се надеваме дека ќе го представуваат градот и целиот Североисток успешно следната сезона. Па
Јас мислам дека ќе се смогнат снаги и ќе се изнајдат средства женската екипа, бидејќи тоа се наши девојчиња од Куманово кои можат со 1 до 2 појачувања да се борат и за први, не за прво место, али сигурно за излез во Европа. Што и секогаш е докажано дека 2 пати женската екипа има излезено во Европа. Еднаш под моје водство и по втор пат под моје водство, али јас не ги водев на таа утакмица во Мостар. Значи, женската екипа секогаш има квалитет. Машката екипа секогаш покажувала свој континуитет и работа и повеќе публика доведувала на терените во Куманово. Само да се подсетиме малку за историјатот, турнирите на Карпуш кои се одвива во август месец во Соколана надвор, значи секогаш беше полно со музика, со сите навивачки реквизити се славеше и се водеше во Куманово таа Карпуш турнир. Кои беа тие години, кои беа тие златни денови и каде настанаа проблемите, каде ги гледате? Тоа беше негде 77, 78, 79 под водство на бившиот преседник починат Пеце Илиевски, кој беше еден од иницијаторите за водење на овој турнир, за разлика од другите. Потоа со распадот на Југославија останавме како недоношчиња во Куманово, бидејќи сите сака да имаат некој друг спорт кој или да го водат спортот само еден. Значи, јас секогаш и тоа го кажувам, ако еден град како Куманово нема фудбал, тоа значи дека ги нема и останатите спортови. Бидејќи фудбалот носи се, а тогаш овие малите спортови идат кон и фудбалот. Мора да кажем и тоа дека Куманово на почетокот на распад на Југославија имаше добра екипа, што во извештајот и прилогот што го Маријан подготви го кажавме, но последните години некако тоа се разводни и не се изнаоѓаат средства за да може кумановскиот ракомет да постои. Јас тоа го тврдам и велам дека во Куманово ракометот може да биде еден од спортовите број 1 со своји ракометари, со домашни ракометари, бидејќи само еден пример ќе ви кажем. Моментално во Куманово, од Куманово играат 5 или 6 ракометари во други екипи. Значи, и тоа се носители на тоа е еден од нив е Димковски, Трајковски, Кимевски, Трајчевски кој играше за Охрид и еден кој отиде за... Значи само тие да се вратат и плюс нешто младо, би можело да се состави солидна екипа. Само тие да се вратат, значи во Куманово сигурно ќе има машка екипа која ќе биде една од подобрите, значи секогаш ќе се бори. Па мора тоа да го кажам дека ние изборивме опстанок во лигата, но административно бевме отстранети, бидејќи нашата екипа не беше направена АД друштво и ради тоа Куманово испадна од лигата, значи не испадна по спортски резултати, него испадна административно. Да. Димковски, еве ти ќе ни пренесеш дел од твојата приказна овде во Куманово. Кажа, повеќе спортови Јовановски, меѓутоа како го избра токму ракометот и дали поради тие славни денови во минатото може би се одлучи да тренираш овој спорт? Па добро, моите почетоци почнуваат уште од основно училиште кај професорот Димитар Антевски, потоа поштав во машката екипа на Куманово. Па не знам како го избрав ракометот. Тогаш беше актуелно така. Да, интересно. Да, интересно. Потоа продолжи во Куманово. Настапував неколку сезони тука, па бев малку на страна, па пак се врати во Куманово, како што кажа Црни. Сега во моментов? Во моментов настапувам во Тинекс Пролет во Скопје. Тоа е еден амбициозен клуб кој секогаш е во Суперлига, стабилен клуб. Ова година направивме добри резултати и изборивме учество во Европа со една подмладена екипа. Игравме завршница на плейоф, завршница на куп. Да. Така да добра сезона има. Ќе зборуваме за клубските активности како во Македонија, така и во Европа. Подоцна да не го испуштиме и Јанчич и тој да ни каже нешто за неговите почетоци во ракомет. Па
Исто така и јас како Димковски љубиша, уште од основно училиште започнав со тренирање на ракомет кај професорот Димитар Антевски. Бевме тоа една добра генерација која што освојуваше први места на сите државни надпревари во Македонија. Целата таа генерација после се пребаци во Куманово, каде што исто така едно време функциониравме добро, се приклучивме на искусните играчи како што се Миладиновски, Клековски, Кипријановски, Милковски. Екипата имаше добри резултати, имавме одлична работа, но потоа почна да згаснува полека клубот. Да. Дали поради ентузијазам или финанси, што беше предизвикот со кој што се соочивте? Па пред се финанси се секогаш проблем во ракометот, посебно во Куманово. Можам да кажам дека, како што кажа Црни, дека женска екипа на Куманово секогаш е имала добри играчи. Да. Сега е влезена во Суперлига. Имаат домашни играчи, доста квалитетни, кои што можат да се надпреваруваат и да покажат добар резултат. Исто така и младинските екипи на женската екипа, како што се кадети, младинци, имаат бележат добри успеси во македонскиот ракомет. Нешто да ни кажеш актуелно во моментов каде си и со што се занимаваш? Моментално заедно со Црни и со Бубе ја водиме ракометната академија Карпош Вардар. Потпишавме договор со Вардар и сме представници за Вардар тука во Куманово. Тренираме деца од 7 до 14 години. Да, затоа всушност сте поканети овде и ќе зборуваме повеќе во продолжение. Дали ја гледате токму овде, го гледате од тоа, како што кажавме, тој крстопат за кумановскиот ракомет, еве отворање на ова, така да кажеме, дисперзирана настрана од Скопје школа на вардарци. Ова е нешто извънредно, мора да го напоменам, бидејќи досега во Куманово сите спортисти веćinom почна кошаркашките школи да се работи со кошаркашки, сега со ракометна школа, фудбалски има, но порано беше тоа од основна школа директно на факултет се одеше. Значи немаше друго него оние кои се добри одат во прва екипа и таму тренираат со оние постарите, немаше она континуитет да се оди полека, постепено, да се дојде до еден ниво, да се изучи азбуката од А до Ш, а не да се скока. Да нема пропусти. Да нема пропусти. Значи, оваа школа го има сега тоа, значи како Јанче што кажа, ние имаме деца од 7 до 14 години, кои се распределени во две групи. Тоа се малецките се од 7 до 11 години, тренираат во 11 октомври школа и браќа Миладинови. Оние постарите тренираат во браќа Миладинови школа. Yeah. Значи, направивме еден добра селекција и се надевам дека ова е иднината не само на Македонија, не само за Вардар, него и иднината за Куманово. Да. Како започеток доволно, токму тука ќе продолжиме по прилогот кој што го продолжи повторно колегата Маријан Стошевски, кој што зборува токму за ракометната школа за која што се поканети денешни наши гости, значи прилогот во продолжение. Ракометната школа Карпош Вардар од Куманово се формира со цел да привлече што поголем број на млади таленти кои треба да представуваат и на кумановскиот и македонскиот ракомет. Подржани од гигантот Вардар, групата тренери Јовановски, Јанчич и Димковски се зафатија со работа и го пренесува своето знање на младите. Само за подсетување, тројцата тренери се поранешни успешни ракометари и спортски работници, па тука веруваме дека нивната работа позитивно ќе влие во регрутација на млади таленти. Во моментов во школото работат над 50 дечиња кои редовно се присутни на тренизите и црпат знаење од своите учители. Една од главните цели на школото е децата што повеќе да спортуваат, да се присутни во салата, а не по улиците и пред компјутерите, што може да влие негативно врз нивното здравје. Представниците на школото се убедени дека ќе дадат се од себе да привлечат што повеќе деца во ракометот и ќе им метнат здрави навики во животот. За сега се оди според планот. Школото се развива во добар правец, а во наредните години Карпош Вардар треба да представува пример за квалитетни кадри кои ќе го поттикнат и другите млади да се вклучат во овој спорт.
Погледнавме и дел од атмосферата и дел од дечињата кои што всушност тренираат во оваа ракометна школа. Ќе продолжам со Димковиќ да прашам дали сигурно олеснувачка околност беше тоа што имаме клупски, имаме репрезентативни успеси во последно време, ракометот е многу популарен кај нас и затоа веројатно сте немале проблем да соберете ваква група од 50 на дечиња или? Па добро, вака прво ракометот се издигна на многу високо ниво во Македонија, што поради репрезентативни успеси, што поради клубски успеси пред се на Металург и сега на Вардар. Олеснителна околност би рекол за нас е што ние сме представници на еден од најголемите брендови би рекол во ракомет во Европа на Вардар. Имаат еден одличен проект, значи низ сите градови во Македонија има регионални центри за нивни школи. Нормално тука има некоја бројка од 1500 деца кои што се под надзор на тренери. Се врши скаутинг на тие деца, значи се пратат од Скопје, се организираат турнири за нив и се она што ќе излезе како би рекол подобро или поталентирано од сите тие центри нормално оди во Скопје, во Вардар, во нивни селекции пионерски, кадетски, младински категории, што на некој начин им се отвара патот на сите тие деца да утре да направат подобри кариери, да се она што на пример сме го немале ние како играчи кога сме се развивале, кога сме раснале, денес ето тие го имаат изворедни услови, имаат бесплатна опрема, имаат сала, имаат топки, сите тие потребни реквизити што се за тренинг. Нешто што претходно било не толку недостапно. Да. Јанчи, тебе ќе те прашам затоа што те видов како работиш со децата, имаше ли претходно некаква селекција пред да тргнете или кој сакаше можеше да биде пријавен, па од тука натаму се оди кој е поталентиран се поместува може во понапредна група или со сите заедно работите? Па ова се деца најмалата група која што е од 7 до 10-11 години, така да уписите трајат и се уште во текот на целата година, да, нема никаква селекција. И вие работите всушност и сега во летниот период? Се уште работиме, мислам дека ќе привршиме во текот на ова или наредна недела, ќе добијат децата пауза од еден месец, месец и пол. Да, да одморат малку. Така да уписите важат за сите деца и сите што се заинтересирани може да не контактираат и да се запишат во нашава академија. Значи селекцијата се врши накнадно после 11-12 години кои што на тамошни селекции се пребацуваат во постарите групи и се водат децата на турнири и на проби во Скопје, така да некои од нив може да бидат избрани за кадетските или младинските екипи на Вардар. За малите деца, значи, сите заинтересирани може да се запишат. Ивановски фатени се веројатно во правилна возраст. Гледате ли потенцијал во моментов меѓу оние деца со кои што работите? Па право да ви кажам вака, ние постоиме од септембар минатата година, значи неполна година дена. И ние сме презадоволни од она што го имаме на нашите терени. Значи, нашите млади деца, кои започна од септември до сега, покажуваат големи знаци на напредок, значи, од она што не знаеа да водат топка, да додадат, сега се изванредни, значи, добар успех со континуирана работа, со се што ни е зададено, значи, ние имаме од Вардар добиени програма како треба да се работи, ние не работиме, ние секој месец идеме во Вардар, таму имаме едукација со тренерите на Вардар, значи се усовршуваме, ако сум јас постар, али овие се двајцата млади кои треба да го прават тоа и ние секогаш сме присутни на таа едукација, сите тројца, и учествуваме и тоа го спроведуваме потоа на дело во нашата сала. Сигурно ги гледате и од другите места, спомена Димковски, каде се има вакви диспрезирани школи, веројатно и во другите ракометни центри кои што се познати од Македонија, меѓутоа има ли во помалите места или пак тие од регионот би требале да дојдат во Куманово? Па јас мислам дека од помалите центри има во Виница, Делчево ми се чини дека е и не знам за другите. И Ресен, да. За овие регионални на ова тема не сме разговарале, ние тројцата, али добро ни дадовте идеја да поразговараме, да видиме што може да направиме за во
Крива Паланка, Кратово да најдеме, бидејќи ја знам дека Крива Паланка имала добар машки ракомет на времето. Па и до пред 10 години и уште кои тамо не можам да се сетам сега, се биле добри ракометари, значи дека и во Кратово има тоа, иако е пинг-понгот по-развиен во Кратово, ама и ракометот некогаш бил добар. Значи можеме да најдеме заеднички јазик со некои од таму кои се заинтересирани да направиме како една диспезиран погон во Крива Паланка, за да еднаш неделно или два пати ние тројца, еден од нас дојде таму во Крива Паланка да видиме што како работи човекот и верувам дека ќе има заинтересирани. Еве за тоа, за да го приближиме, ќе ни кажеш што по-конкретно работите со децата на тренинзите, затоа што сигурно е прилагодено она што го правите на нивната возраст. Запознавање со правилата на играта, со топка, со движење, координација. Значи како што рече Црни, ние сите тројца сме присутни на секој тренинг скоро. Се оно што работиме ни доаѓа од Скопје, значи одиме таму на постојани семинари со сите тренери што се на Вардар од првиот тим, од помладите категории, добиваме една конкретна програма, значи секој дете на која возраст што треба да работи. И се тоа се застапува на секој тренинг за што по-правилно да се развијат тие деца. Го прашав Ивановски, мислеше дека се фатени токму во вистинската возраст, 7 години, дали е прерано предоцна или? Па јас мислам дека е одлично. Ако погледнеме малку на интернет или ако се запознаеме како работат во Данска, во Норвешка и во другите, во Француска и во другите развиени земји, ќе видиме дека е 7 годишна возраст е одлично за старт на дете да спортува. Да, кога веќе се споредуваме со ваквите големи имиња во ракомет на Европа, со таквите всушност нации кои што се препознатливи по тоа, мислеше дека има издржано е ова затоа што тргна и Металург со една таква школа и од нив изданоци сега гледаме дури и во клубовите, па дури и во репрезентацијата, за колку време би можеле да очекуваме, затоа што сигурно има и Вардар не само овде, туку има и во Скопје поискусни ракометари, за колку време може да очекуваме резултат. Па видите да ви кажем, ова е тешка и макотрпна работа. Значи да почнеш со дете од 7 години, значи долг период. Но е исправно затоа што големите, еве само ќе го спомнам Исланд, една мала држава со мал број на становници, а ракометот е спорт број 1 и ми се чини дека во Исланд и во школите се учи ракомет. Значи, треба ли нешто такво еве и кај нас, кога веќе се одредуваме, некогаш беше борењето, сега е ракометот, кошарката секогаш е присутна затоа што се присутни и терените. Мислам да треба ли нешто такво да се воведе уште во основните училишта, еве да кажеме, по примерот на Исланд? Па видите да ви кажам, нешто има воведено во основните училишта, ми се чини како спортски секции каде наставниците тоа го работат во своите слободни активности или како не знам. По афинитети веројатно на наставниците. Али да ви кажам, тоа е нешто сасвим друга работа, бидејќи на наставниците тоа ми е како терет, бидејќи тие не добиваат никаков надоместок за тоа, него за својата плата што ја добиваат, сега треба и да се отргнат и да одат да работат за некога. А ние знаеме дека сега парата е побитна од се друго. Да прашаме и тоа, дали надомест плаќаат децата членарина, дали, како што кажавме, сета опрема настрана од тоа е бесплатна, меѓутоа какво е учеството од нивна страна, од родителите? Плаќаат членарина, месечна членарина кај нас е 600 денари. Да, значи ништо. Значи тоа е символично, може да се каже. За да ги собереме децата, не да направиме, прво ние не правиме една масовност голема, него сакаме, бидејќи тројцата работиме, сакаме да направиме и квалитет. Значи, на секој дете посебно да му придеме, за да можеме да го исправиме, за да го спремиме, за да може да работи онака како што ние сакаме, а не како она што сака, да не мисли дека тоа е дојдено само за игра и за... Да, од оваа возраст, овие малецките е игра, но со играта да дојдеме до квалитетот и до играта на ракометот како се игра. Видовме и девојчиња, а кажавме дека во Куманово тука тие се малку и поуспешни, работите ли поинаку со нив или се по истата програма како и момчињата? Па програмата за деца од 7 до 10-11 година е иста, значи и се предвидува заедно да тренираат
До 10-11 годишна возраст, значи децата можат слободно машки и женски да тренираат заедно. Така се и надпреваруваат, така играат и на турнири, така да нема никаква разлика во ова годишна возраст. Добро, верувам дека не испуштивме нешто до сега, ќе продолжиме малку за поискусните да зборуваме, можам да прашам за кога сме веќе кај Вардар, за тоа како го оценувате, дали е правилниот пристап сега да има повеќе можеби интернационалци, странци во екипата, но ова е погонот преку кој што ќе се стигне до помакедонски тим на Вардар. Сепак вредно е да се бидем во врвот, важно е за да се привлече барем да се спортот популаризира кај малите. Гледате ли како правилна постапка тоа што е што се прави во моментов во Вардар? Да ви кажам, секако од една гледна точка не е баш правилна. Но од друга гледна точка, од интересот што е, од публиката и од она што носи големите спортови или квалитетните екипи, тоа значи дека и ако погледнеме во една Барселона, Манчестер и останатите, ќе видиме дека Реал, таму многу малку има домашни играчи. Како легија на странци, се сите всушност клубови во денешното време. Се сеќавам на Челси, ми се чини една утакмица на Ливерпул, не е битно сега, немаше ни еден англичанин, значи од таа страна. Значи интересот за пари е тоа. Додека ова што сега Вардар го прави, сигурно ќе донесе еден нов квалитет, ќе донесе и млади, наши, надежни ракометари, како што донесе, еве, можеме да го кажеме, Талевски ли беше овој? Да. Талевски, Неловски, кои допрва доваѓаат во Македонија, значи тоа се излезени од ракометната школа на Металург, која постои повеќе од Вардар, мислим Вардар од минатата година. Постои 10 години, веројатно. Значи, тоа е тоа. А ние секогаш сакаме наши да биде. Ама секогаш не бива се наши. Со нив не би можеле веројатно се вмешаме во квартетот. Сигурно дека со домашните играчи не би се вмешале никаде. Еве, најдобар пример е репрезентацијата на Македонија. Видите дека во неја двајца ако фалат, веќе се осеќа дека тоа е нешто, не е тоа. Дури против Швајцарија мораше Кире да помага, без него психолошки проблеми имаат. Другите веројатно не дека квалитативно се послави, меѓутоа огромен успехот веќе да се стигнува на чекор до тој Final Four втора година поред. Како го оценуваш? Па добро, значи целта ги оправдува средствата, значи Вардар израсна во, јас пак ќе кажам, во една од најдобрите екипи, во 4, 5, 6 екипи во Европа, и машка и женска. Значи секоја година се борат за тој Final Four. Мислам дека оваа година женските веќе втора година поред. Се трети. Да, учествуваат на таа завршница тој Final Four. Мислам дека машката екипа еве сега со новите засилувања што ги има, гради еден навистина сериозен тим што би требало оваа година конечно да стигне до тој Final Four. Се на чекор до Final Four, меѓутоа има нешто што им фали. Да, минатата година можеби повеќе беше среќата во прашање, оваа година требаше нагости да ја завршат работа. Мислам дека оваа година па добри и дома, не победија дома. Да, затоа требаше, значи и да не победаа дома психолошки да бидат поподоцни. Многу е потешна страна, посебно како една екипа што е Килце. Да. Од она како сега го екипираат составот, очекуваш ли можеби ти да ги видиме конечно меѓу недобрите 4 во Келн следната сезона? Па како што кажавме пред малку, Вардар е блиску, а многу далеку од Final Four. Секогаш нијанси одлучуваат, нијанси одлучуваат. Ова година Килце покажа дека е доста квалитетна екипа и дека е за чекор понапред од Вардар. Претходната година нема среќа со Фленсбург, а потоа Фленсбург ја освои Лигата на шампиони. Ова година најавуваат нови засилувања и мислам дека ова година ќе биде тоа учество на Final Four. Да. За машката екипа. Со сите овие вложувања и со сите амбиции и ентузијазам верувам дека ќе се радуваме заедно. Јовановски, вас ќе ве прашам, тој дуализам полека почна да се разбива. Веќе не се само Металург, не е само Вардар. Го гледаме Зомимак, Тинекс пролете излегува и тие излегуваат во Европа. Потребно ли е нешто такво по-конкурентност за нашата лига и така е силна? Меѓутоа се сведуваше на тоа дерби кое што е и европско, а не само скопско, да се види и нешто повеќе од тие два клуба.
Па сигурно за ракометот во Македонија е битно да има повеќе квалитетни екипи. Значи, еве, како што читаме во последно време, и Зонимак се повеќе се појачува и доведува, бидејќи тој сега уместо Металург учествува во СХ лига, значи треба да биде квалитетна екипа, не само да биде топовско место за останатите, бидејќи таму се такмичат многу јаки екипи како еден Загреб, Партизан и Бораз Бања Лука, иако се послаби Војводина, квалитет е таму многу јак, и затоа и Зонимак мора да се појача за да може и со негово појачување и другите, тука е секогаш сигурен пролет, значи 4 екипи, сега петата екипа ќе се бара зависно од тоа кој град има малку повеќе пари и кој сака да учествува повеќе во се појавува и како пета и шеста екипа. Да. Мислам дека тука е Радовиш, еве ќе ни пренесеш повеќе ти за актуалностите во нашата за домашното првенство, да, тука е Радовиш, тука е Прилеп, тука е Тинекс Пролет. Би рекол екипи кои што се изедначени со квалитет, екипи кои што вложуваат и кои што го бараат тоа четврто место. Да. Меѓутоа Вардарци и Металург полека дали чувствуваат дека им дишете во грб. Секако не можете можеби толку кон Вардар, Металург сега со младиот погон ќе се обиде следнава сезона. Гледате ли шанси? Па добро, Металург не знам колку ќе игра со млад погон. Има и засилување, искусни играчи, сега Божовиќ, тамо не знам, Дупјачанен, Стојановиќ, тоа се искусни играчи кои што доаѓаат во Металург, меѓутоа не е тоа оној Металург кој што го знаеме од пред 2-3 сезони кога игра исто, кога беа во 8 екипи најдобри во Европа, далеко е од тој Металург. Да. Еве сега на крајот, полека завршувајќи го, заокружувајќи го муабетот, секако ќе се осврнеме и на репрезентацијата. Македонија го избори тој континуитет, всушност продолжува на големата сцена, продолжува на стапите, ќе бидеме и во Полска присутни. Малку потешко веројатно од очекувањата, овие последни два надпревара ги одигравме затоа што имавме многу повредени. Всушност, Јанчич, тебе ќе те прашам, ги следеше ли со внимание и како оценуваш дали добро поминавме во квалификацијски циклус? Според очекувањата, македонската репрезентација пак се пласираше на Европското првенство. По мене резултатите се добри, бидејќи изборивме нерешен резултат против Чешка на гости. Сите други утакмици ги победивме, освен Француска, која е репрезентација број 1 во ракометот. Во светот. Да, во светот. Јовановски, сигурно и вие сте ги следеле со внимание, како оценувате се, подпираме ли многу на поискусните, треба ли почесто помладите добиваат шанса, таа генерација веќе не води на многу шампионати, ќе се нема гориво веќе за некое време? Па точно, ако погледнеме негде, нашата репрезентација Кире има 30 месечини 35 години, значи останува уште некоја година да поигра и да каже збогом и да ги, што се вика, закачи копачките на калина. Тука се и голманите, што јас мора да го кажам тоа, во Македонија не видам млад и перспективен голман моментално. Значи една од послабите точки за македонскиот ракомет ќе биде голман. Другите ги имаме Манасков, Стоилов, Георгиевски, тука се Талевски, Неловски и уште некои од младите кои доаѓаат, значи треба да добиваат се поголеми шанси. Јас мислам дека Оборан добро работи и сигурно дека ќе им пружи шанса на овие помладите, бидејќи сега немаше таа можност, бидејќи можеше да се иде на се или ништо, дали да се иде на првенство или да се пушти, да. Секако дека мора да го кажем и тоа континуитет, да одите 2-3 години на сите светски, на сите европски првенства, тоа е голем успех и да не се многу, да не правиме фантазија дека треба да постигнеме уште поголем резултат некој или нешто од тоа. Сепак самото одење е голем успех, иако желбата останува, мислам, за Олимписки игри на сите пред се на Кире како носител нова генерација. Испуштивме една шанса, сега се надеваме на нова. Значи, иако тука ги нема Романија и уште неколку светски велесили кои некогаш били светски прваци, а ние одиме, значи тоа е сепак голем успех за Македонија. Да. Ја проследивме и ждрепката, не помилува овој пат, ќе ни кажеш ти прво како ја оценуваш, сите ќе ве прашам,
не тоа група на смртта е веќе излитена фраза, меѓутоа на вистина силни репрезентации. Меѓутоа ако сакаме да бидеме меѓу најдобрите, треба да ги победиме најдобрите, така што ќе ги гледаме сигурно своите шанси да одиме со бело знаме таму. Па добро, имаме навистина тешка група, значи тука е Француска, Полска како домаќин, што е хендикеп, да, и Србија. Реално со Франција знаеме. Значи Франција епилогот е познат, можеби уште сега. Можеби да, уште сега. Влијанието на судиите, од тоа се плашиме веројатно кај Полска, меѓутоа се помалку е присутно и се помалку го гледаме тоа домашно судење. Се надевам дека баш во таа насока мислам дека судиите тука нема да играат пресуден фактор. Знаеме дека Драган Ачевски и останатите се во самиот врв во ЕХФ, тие ги контролираат судиите. Се добри делегати, мислам дека ќе имаме добро фер судење, меѓутоа плаши фактор што домашен терен. Меѓутоа, како што рече, ако сакаме да избориме што подобар пласман, мора да се удриме и со посилните со. Реално и самиот пласман е голем успех. Се надевам на добра игра, на позитивна атмосфера, да стигнеме што може подалеку. Јовански, шансата е Србија или? Точно, шансата е Србија. Меѓутоа и тие се исклучително квалитетни. Да ви кажам, може би да биде и шансата и Франција. Франција? Мораме нешто да сега во новина што пишува овие денови дека Карабатич и неговиот брат најверојатно ќе бидат осудени негде по 3 до 4 месеци. Нема да бидат на затвор, меѓутоа можеби нема да настапуваат. Па можеби ќе бидат бидејќи таму не е како кај нас, па ајде овие се наши. Ја прочитав вчера изјавата на јавниот обвинител на Франција кој вели доста со ова дериште на францускиот спорт да го казниме и да го затвориме. Да, веројатно по пример за идните генерации. За идните, да, тоа. Ако Франција настапи без двата, ако знаеме дека Лука Карабатич е еден од основните во одбраната, а неговиот брат, јас по моје мислење, после Ивано Балич, еден од најдобрите средни играчи во свет, па можеби ќе имаме некада шанса. Каде гледаш ти шансите? Па јас би рекол дека против Србија можеме да издвојуваме победа. Против Полска не би се плашил од судиите, но тука ќе го има домашниот терен. Да, го видовме самиот Келци како клубскиот ракомет го бодрат веројатно за ствари е и значаен успех на претходното светско првенство. Пољаците се покажа. Меѓутоа треба да знаеме дека на последните 2-3 години надпреварувања редовно ја победуваме Полска. Да. Тоа го имаме. Тоа може да исто е пресуден фактор, да. Психологијата, како поискузен ќе ве прашам, Васо Ивановски, психологијата колку е важна во еден таков надпревар кога одлучуваат нијанси, како ќе се влезе во еден надпревар за да се стигне до. Па секако дека психологијата е еден од големите фактори и ниедна екипа повеќе не оди без свој психолог кој работи со сите тие ракометари, со тие спортисти, со тие, значи и тоа го гледаме кај нашата репрезентација дека не е она што беше порано, па сега како сакаме, кој сакаме. Да, нема импровизација. Нема импровизација, се знае кој што, како му е кажано, си ја извршува својата задача. Психолошки мислам дека секогаш овие последни утакмици се изванредно спремни, нашите репрезентативци. Не ме прашав, а може би требаше уште малку порано, сега во моментов се актуелни, како гледате на тие ракометни школи кои што ги организираат всушност кампови, неколкумина од главните звезди, во Охрид е Андреа Лекич, таму е и кампот на Кирил Лазаров, сигурно не е финансиската придобивка таму во прв план, како гледате на нив, има ли можност и таму нешто да се издестилира, некое да се искристализира ново ракометно име? Па да ви кажам, тоа се позитивна работа, ова е прв пат ми се чини дека се организира такви кампови, додека во северните во Северна Европа или оние поголемите, појаките ракометни центри држави, тоа е нормална работа да се одвиваат овие кампови секоја година во јуни месец и од тие кампови, поготово кошарката е многу изразено тоа, во тие кампови се доаѓаат и скаути кои ги гледаат децата и потоа ги водат во своите екипи. Значи тоа е позитивна работа и сигурно дека ќе има некој кој ќе излезе од тој камп иако не е тренирал, да кажеме, него родителите му дозволиле да може да оди да
Секоја чест на кошаркарите, со ова ќе го закружиме разговорот, ќе ве прашам во догледно време дали ви може леве за 5-10 години да ја наполниме спортската сала или некој поубав објект ако до тога се изгради со ракометен клуб Куманово кој што ќе се надправи во Паралија. Па видите да ви кажем, и ракометот е полнал салата во Куманово. Значи и ракометот, али во оно време кога некој бркаше во джеп и даваше пари за ракометот. Зборувам сега за перспектива на вакви основи. За ова како што споменавме со оние ваши кумановци кои што се распрскани по нашите клубови. Ако ги вратиме сите кумановци и ако направиме мал добар избор на управа и на сетоа и правилно работење, сигурно дека Куманово пак ќе ја полни салата со ракомет во Куманово. Тоа сум сигурен. Јовановски, Димковски, Јанчич, ви благодарам за тоа што одвоевте време ова утро, се надам немаше проблем многу да станете толку рано и ќе продолжиме да ве следиме со внимание и се надам дека сите оние актуалности кои што ќе ги имате околу школата, понатаму ќе ни информирате па да дојдеме да се дружиме кај вас. Благодариме на покана. И на вас, почитувани гледачи, ќе ви заблагодарам за тоа што бевте ова утро со нас. Ви благодарам на вниманието. Следува викенд, одморете од понеделник повторно со утринската програма. Секако можете да ги следите и преостанете содржина К3. Пријатно.